Денеска завршуваме со последното коло од Лига одбојка за машка конкуренција, бидејќи имаме малку помалку заинтересирани училишта, но сепак одигравме 5 кола, успешни кола, каде што учениците од сите основни училишта кои зема учество во оваа лига одигра по 5 надпревари. Сега денеска е завршен ден каде што ќе ги прогласиме нели најдобрите, освојувачите на прво, второ и трето место ќе добијат за тие места и медали, нормално дека ќе добијат и пехари, за останатите 3 училишта ќе добијат пофалници, благодарници за учество во оваа лига надпреварување, кое на огромно задоволство на представниците на сите основни училишта, на огромно задоволство на сите ученици, прерасна во една манифестација која траеше цел еден месец, со тоа што веќе голем интерес е и кај учениците од помалите оделенија, тоа да го продолжиме во месеците кои следат во 2024 година и најверојатно ќе дојде и до таа реализација каде што ќе организираме лига и во машка и во женска конкуренција за 5, 6 и 7 оделенија. Денеска сум во моето училиште како гост, како председателка на Совет на општина Куманово да го поддржам училишниот спорт. Лигата трае веќе цел месец, се игра, има голем интерес за одбојка и од страна на машката одбојкарска лига екипи и од страна на женските одбојкарски екипи, од страна на жените има пријавено 10 екипи, од страна на мажите 6 екипи. Денеска присуствуваме на една утакмица која ќе одреди кој е трето и четврто место. Веќе за прво место се знае дека е Карпош, второ место дека се учениците од Толи Зордомис и еве сега присуствуваме еден надпревар меѓу екипите на 11 октомври и на Крстен Мисирков. Пријатна атмосфера, загрејана сала, има многу присутни деца, чекат да се одреди третото место и да ги поделиме наградите. Во секој случај, ваков училишен спорт ја заслужува сета поддршка од Совет на општина Куманово, сите финансии што ги даваме се во интерес на развојот на спортот и во избор на таленти. Секогаш излегуваат таленти. Веќе гледам на утакмица кои се талентирани деца, а кои се тука за придружба. Ова година училишен спорт на Куманово организираше општински надпревари во сите спортови. Меѓутоа, одбојката е во лига систем на надпревари и во машка и во женска категорија за основни училишта. Куп систем за средни училишта, завршена е одбојката за средни училишта и сите други општински надпревари се завршени, освен ракометот за основни и средни училишта не е завршен, кој ќе се игра во петок во училиштето Браќа Миладиновци. Не е завршен футсалот за средни училишта, кој ќе се игра сега во четврток во училиштата сала на СОУ Перонаков. Другите надпревари се сите одиграни и се одредени победници за понатамошните надпревари во зона која ќе заврши до крајот, до средината на декември. Така да ова полугодие го загружуваме со зонски надпревари, а во второто полугодие следуваат надпреварите на регионално ниво и државно ниво. Овие што се помалите за 6 и 7 оделение од второ полугодие настапуваат исто со како и овие надпревари за 8 и 9 оделение во сите спортови.